Почитувани гледачи, денес дојдовме да зборуваме со професорот доктор Зоран Крстевски по повод издавањето на неговата најнова 13-та книга Будење на позитивната енергија. Професоре, како можеме на најдобар начин да создадеме ментален имунитет со кој што би се справиле со атаците од надворешната околина или негативните влијанија на така наречените енергетски вампири? Многу е битно да направиме ментален имунитет, да се зајакнеме себе си, да фатиме правец кон афирмативното, бидејќи, како што знаете, дефинитивно има голем атак на негативните вибрации и од енергетските вампири, и од нарцисите, и од хистрионичните личности, за кои пишувам во оваа книга. И ако не се заштитиме себе си, тогаш ќе имаме голем одлив на енергијата и автоматски може да се загрозиме. Затоа првото прашање во животот е колку се себе зајакнуваме, каков е нашиот ментален имунитет, колку имаме самодоверба, дали имаме прилив на позитивна енергија, од каде ја попримаме позитивната енергија и колку сме независни, колку сме, што се вели, храбри во справувањето со искушенијата. Затоа што ако во денешно време не се посветиме на самите себе си, не се зајакнеме самите себе си, не знаеме што се може да произлезе од надворешната средина. А како што и вие кажавте, енергетските вампири се константно присутни. Ги има и на социјални мрежи, има во секојдневие, може да ги има на работно место, ги има во семејството, ги има насекаде и ние, ако подлегнеме на сите тие вибрации, ќе се разнебитиме. Затоа што и во медиумите преовладува лошата вест. Слушаш лекања, слушаш неубаво нешто, подлегнаш на некој траор, себе се доживуваш како мал неуспешен и сето тоа е прилив на негативна вибрација. А се во животот е врзано со енергијата. Значи, клучно е да се акумулира позитивна енергија, да се даде од себе си позитивната енергија, онаму каде што е потребно, но и не да се препотрошиме, за да утре кој ќе дојдат некои искушенија, да немаме со што да се спротивставиме. А ова денешно време испаѓа дека е во корелација со она што будизмот го кажуваше. Живот исполнет со болки и страдања. Значи, од кај да се свртиш, може да налеташ на болки и страдања. Или некој близок страда, или ти самиот не знаеш што да прави со себе, или се соочуваш со општествени фактори кои предизвикуваат болки и страдања, и сега како да ги менаџираме овие прашања. Будизмот асоцираше на 3 категории. Разум, вложи во себе, стекни знаење, имај силен дух, осознај како да се себе надградуваш, етика, морален однос кон себе си, позитивен однос кон другите, но и сочување на својата енергија и медитативност, односно смиреност, фокусираност на сосената душа, на она што го носим во себе си. Иако будизмот не верува во душата, тој повеќе верува во свеста. И значи, колку имаме повисока свесност, толку полесно ќе се справиме со искушенијата, односно ќе ги препознаеме аномалиите. Ако ќе ги препознаеме аномалиите, веројатно ќе се определиме да се заштитиме. А луѓето кои што живеат заспано, што живеат во копнеш или што живеат во мајата, во илузијата, според будизмот, тие еден ден ќе се соочат со сеното незнаење, а преку сеното знаење и со последиците на невложување и во својата енергија, и во етиката, и во мудроста. Така, професоре, доколку осознаеме дека сме во една емоционална криза состојба, како да најдеме излез од таа криза, како да го исчистиме тој емоционален отров и дали патот за сите може да служат исти методи за сите исти или секој има своји различни методи преку кои што треба да се исцелува на патот? Така е, битно е да се исцелува, битно да осознае методи што ќе му помогнат. Може би нема универзални правила, но некои правила се битни. Прво, се што сме се натрупале, како траума, како тешкотија, како мака, тоа треба да го приложиме пред себе си и да го ичистиме. Зашто ние ако го потискаме, го ставаме под тепихот, тоа ќе излезе на површина еден ден и ќе не разнебити. Значи, првото прашање е соочување. Соочување со лични слабости, со животни проблеми и тешкотии. Не да ги криеме нештата, затоа што неќеме да се соочиме со болката, туку да станеме свесни за она што не му назадува. Значи, осознавање, соочување. Потоа, практикување на вредности. Сега, кои се вредностите? Ја би ги кажал со буквата П. Прво, прифати го тоа што не можеш да го промениш. Второ, пушти го тоа што премногу го држиш во себе си. Или понекогаш ги држиме на вредите. Некој не навредил, ние ги држиме во себе си. Ги држиме неуспесите. Ги држиме емоционалните болки и страдања.
ги држиме некои состојби на губитоци кои што можеби судбината не ги наметнала. Секој човек се соочил со одреден губиток, ама ние го губиме, го држиме губитокот во себе си. Значи треба да научиме да прифаќаме, треба да научиме да пуштаме, треба да научиме да се себе почитуваме, треба да се покаеме за некои работи ако сме ги погрешиле, да се ослободиме од тоа, да си простиме на самите себе си и потоа нели да почнеме да планираме и да создаваме нова патека. Планирањето и создавањето на новата патека со што е поврзано? Со промените. Значи луѓето не ги прават промените, а треба кон нив да се свртат. И затоа една од главните методи е создавај промени. Создавај, што се вели, позитивна енергија и создавај вредности. Може да биде вредноста читање книги. Еве, оваа книга многу помага и насочува кон еден вистински правец. Помага и како да се соочиме со емоционалниот отров. Зашо гледате? Можеме да станеме камион полн со смет во кој сите ќе го фрлаат емоционалниот отпад. И ние го присобираме и се измачуваме бидејќи константно слушаме жалопојки и неубави вести. Можеме да речеме од сега ќе се прочистиме, ќе се облагородиме, ќе се ослободиме и ќе продолжиме напред. Слушајќи музика, читајќи книга, одење на природа, во планина, присуство онаму каде што превладува позитивната вибрација. Значи, веќе создаваме некои патеки кои што нас не благородуваат. Отколку да ги држиш проблемите, да не можеш да прифатиш што ти се случило во минатото, да не можеш да си прости самиот на себе си, да не можеш да се ослободиш од надворешното програмирање, без разлика од каде тоа произлегува, и едноставно стагнираш и се уназадуваш. Значи има методи, има правци, ете во книгата фактички и многу методи се дадени во таа афирмативна патека. Тука само накратко ќе кажам: афирмација, визуализација, фреквенција, позитивна енергија. Значи гледаш, искажувај афирмации, визуализирај убаво, налепи се на убавата позитивна фреквенција и акумулирај, создавај енергија и сподели ја таа енергија. Професоре, како да успееме да создадеме едно посрекно јас и значи постабилни да бидеме во животот и да, еве, гледам зборувате исто така за законот на кармата во оваа книга, како да ја прочистиме својата карма, меѓутоа во исто време и да не создаваме нова лоша карма, туку да живееме еден дармички живот. Така е, многу битно прашање во однос на кармата, бидејќи сите ние носиме некој талог. Дури има и трансгенерацијска траума која се пренесува од нашите предци и ние треба да ја рачистиме. Оваму од гледна точка на хиндуизмот, будизмот, сите ние сме носители на одредена карма. Дали е таа производ на некој наш претходен живот, ако веруваме во реинкарнација, дали е производ на тоа што го правиме во овој актуелен живот, кај што сме се натрупале се неубави нешта, па тие сега како последица ни придоаѓаат, или можеби од нашата духовна неосвестеност. Но кај кармата, за која и пишував книга Патот на кармата, прво е кармички долг, кој сите ние го имаме, потоа кармичко соочување со проблематиката таа што не тормози на некој начин. Некој има карма на полена работа, па не може да најде соодветна работа. Некој има во семејните рамки, некој има на финансиски план, некој има во љубовни односи, некој има на здравствен план, некој има на повеќе полења карма, па тешко му се отвара, но некој е поле осетливо. Таму имаме кармички долг и треба да бареме начин како да се соочиме, да го отплатиме, да го исчистиме и да продолжиме напред. Значи гледате, нема човек без кармички долг, постои можност за кармичка отплата. Од кога кармички ќе отплатиме долг, себе си духовно подигнеме, тогаш имаме простор со прочистувањето на кармата да создадеме дарма. А дарма вие животна раскрсница, морален избор, духовна воздигнатост, можност јас преку моето ниво на свест да создадам подобра патека. Затоа и кармата е многу битно да ја анализирам и во секоја моја книга дури пишувам за кармата. Ето и тука во оваа книга Будење на позитивната енергија пишувам за законитоста на кармата. Без соочување отплата на кармата и тешко доаѓа среќата. Зашто во астрологијата кармата е поврзана со Сатурн. Сатурн е планетата која не учи на тешки животни лекции, која ни создава можеби навидум страдање по тешкотии. Но Сатурн како учител па те соочува и ти помага како тоа да го рачистиш и како утре да се осознаеш, како да се оснажниш и како да продолжиш напред кон Јупитер. А Јупитер е среќата. Значи гледате, нема среќа
без страдање, нема духовно откровение без некои маки и потешкоти. Но од кога ќе се осознаат и чистат, ослободат, тогаш патеката оди кон една позитивна основа. Професор, зборувате исто така за една многу битна тема, тоа е програмирање на умот, за која што имате и посебна книга издадено, и овде се осврнувате на таа тема, како да успееме да извршиме едно програмирање на нашиот ум за да целиме кон успех во иднината. Прво, треба да знаеме дека ние сакале, не сакале, сме програмирани. Не програмираат медиумите, програмирани сме од детството, од улицата, програмирани сме од училиштето, програмирани сме од родителите, програмирани сме од социјалната средина, општеството. Неретко и сами себе се програмираме ако се сметаме дека сме неуспешни, слаби, ранливи, проблематични, несигурни и се програмираме со неубава енергија. Значи, ние сме жртва на надворешни програми, а неретко и на внатрешен програм на несигурност, на страв, на тага, на гнев. Што треба да направиме ако програмот е нехармоничен? Да се репрограмираме и да создадеме нова основа. Затоа првото е програмирање на умот. Како ние да го програмираме, не да го гледа тоа што ни недостига, туку да го почитува тоа што го поседува. Не да живее во живот на отсуство, туку со живот на присуство. Не да бегаме од себе си, од чување со себе си, туку од хармонизирање, воздигнување на самиот себе си. Значи, гледате, може да се смени матрицата. А таа е прво. Не дозволувај некој од надвор да те програмира. Ако не работиш на само себе програмирање, тогаш можеби медиумите ќе те програмираат. Можеби политичарите ќе те програмираат. Можеби стравот надојден од надвор ќе те програмира и ќе живееш во страв. И фактички, ако сакаме да бидеме креатори на својот живот, треба ние самите себе да се програмираме. И сега тука, во таа книга која беше најпродавана на сајмот на книгата 2024 година, секако дека се приложени методи на програмирање на умот. Нели, ако читаш, ќе стекнеш одредено знаење. Или пак екзистенцијално земено. Да земеме како пример едно буре. Ако во бурето има валкана вода, а таа валкана вода е поврзана со болка, со страдање, со тешкотија, со песимизам, со чувство на неуспешност, со навреденост, ние сакаме да го прочистиме тоа буре. Тогаш нели како да воведеме една чиста изврска вода. Чиста изврска вода која ќе влегува во бурето. Бурето на животот. Чиста изврска вода е ритуал, релаксација, природа, позитивна енергија, надградба, духовност, молитва, пешачење на планина или покрај река, афирмативно искажување, создавање добри дела, поврзано со другите луѓе, љубов кон секое суштество на некое ниво. Значи, гледате, тоа е чиста изврска вода која влегува во бурето наречено живот. Молитвата ти надополнува. Позитивното чувство со блиските ти надополнува. Прегратката ти надополнува. Насмевката ти надополнува. И ред аспекти и нас полека бурето на животот ни се прочистува со внесување чиста изврска вода. Кога тога ќе се прочисти тој талок? А ние само уште повеќе надополнуваме со неуспех, со страв, со кочница. Наместо да прочистуваме, ние се заглипуваме во матното и на крај доаѓа последицата. Кај некој доаѓа на емоционален план, се чувствува депресивно, нестрикно. Некој на здравствен план, па му слабе имунитетот, му слабе е силата, почнува да старее, нема виталност, нема, што се вели, ведрина, и тоа му се одразува врз неговата аура. А всушност, најклучна е енергијата. Две работи се најклучни во поглед на екзистенцијална хармонија. Прво, каква енергија имаш и потоа каков мир воспоставуваш. Ако имаш позитивна енергија, добре е. Ако имаш енергија, можеш да постигнеш успеси. Ако има цел, смисла, визија, ќе ги оствари целите. Значи, енергија. Вложува во енергија, создава предуслови за подигнување на енергијата. Второто ви е мирот. Мирот, колку го постигнуваш, каде го наоѓаш, дали е тишината, дали е смиреноста. Зашто таму цели анализи во книгата правев колку е понекогаш благопријатна тишината поврзаноста со самиот себе си. Значи се ослушнува себе си, влегуваш у себе си, чувствуваш што ти е потребно, го следиш импулсот на телото, се чувствува заморено, ќе одмориш. Се чувствуваш инспирирано, ќе создаваш. Значи го бараш мирот. Значи тие две категории се најбитни. Колку и како ја надополнуваш енергијата, каква енергија поседуваш, колку каков мир чувствуваш и каде да го воспоставиш. И потоа тоа се остварува со две други
категории кои се многу вредни и битни, веројатно ќе ме прашате за нив дополнително, тие ви се будноста и свесноста. Затоа книгата се вели будење на позитивната енергија. Значи, ние да се пробудиме, да станеме свесни дека ако не сме будни, утре може да бидеме загрозени во сообраќајот. Ако не сме будни, ќе дојдат негативните луѓе, ќе ни ја земат енергијата. Ако не сме будни кон самиот себе си, премногу се замараме, се истоштуваме, чувствуваме еден вид на дисхармонитет, на крај ни страда душата, ни страда битието. Значи, мора да се биде свесен за сосените вредности, мора да се биде свесен дека можеме да правиме позитивни промени и мора да се биде буден за да заштитиме својата енергија и да него запоставиме мирот на душата. Професор, исто така го споменавте будизамот, каде што Буда нели вели дека животот е страдање. Меѓутоа постои начин да се ослободиме од страдањето. Кои се тие методи, значи, и како да осознаеме дека всушност сме во страдање, па да изнајдеме начин да се освестиме и разбудиме. Така е, Јордан, вие и како филозоф, дипломиран професор по филозофија и веќе магистрант, убаво забележавте дека будизмот не асоцира само дека има страдање и болки. Тој точно нагласува дека животот е исполнет со болка и страдање, она што Буда го видел од кога нели се соочил со стварноста, кај што видел и луѓе што плачат за починат, кај што видел болен човек при умирање, кај што видел породилни маки на жена која треба да се породи, кај што видел разни потешкоти и страдања и болки на животот. Значи он го видел страдањето и Буда тоа го асоцира. Да, животот ќе биде опфатен со болки и страдања, но постои можност да ги надминеме болките и страдањата. Тоа како да го постигнеме? Прво, он асоцирал дека најголем непријател е копнешто. Значи, кога премногу копнееме за нештата, ние не го живееме мигот. Ние постојано се окупираме со нештата што не достигаат. Копнеш, не си присутен ни во себе, ни во животот. Потоа он асоцирал дека има осмократен пат. Тој подразбира правилна мисла, правилен збор, правилно дело. Подразбира едукација, сознание, етички пристап, себе негување, себе развивање, барење на тишина, сплотување. И на крај Херман Хесе во книгата Сидарта гледате убаво објасни патот на Сидарта. И Сидарта беше успешен во поглед на бизнисот, економијата, и Сидарта создаде семејство, и Сидарта ги виде сетилните задоволства, односно виде што значи телесно задоволство. И Сидарта се соочи со успехот. И Сидарта се соочи со Готама, возвишениот, каде што Готама прекрасно зборуваше и укажуваше на највисоки мудрости, но на крај Сидарта му кажа на Говинда: да, се е прекрасно, тоа е совршено, тоа е туѓиот пат, тоа е патот на величествениот. Ја ќе го барам мојот пат. Значи сите ние треба да бидеме верни на нашиот пат. И ние сите треба да сватиме дека копнежот кон совршенството не прави несреќни. Дека треба го пронајдеме мигот или мирот во себе си, но преку некој наш животен пат. И кога на крајот го сретна старецот Васудева, свати што е тишина, што е спокојство, што е смиреност, што е духовна длабочина. Тоа не е лесно да се постигне во како целина, но може да се постигне како миг. Е сега тој миг на постигнување, дали може понекогаш со инспиративно креативно дело? Постигнеш, создадеш музичко дело, напишеш, па и некоја домаќинка сготви нешто или било што креативно не облагородува. Одработување на градината, одгледување цвеќиња, значи мигот го бараме. Дали може тоа да биде поврзано со љубовта? Па љубовта не подигне. Дали тоа може да биде поврзано со молитва со духовноста? Со некој миг кој што нас не воздига. Значи, без разлика што е, ние мораме него да го бараме. Само тој нас не крепи и не одржува. Значи, да влеземе во себе си и да ги практикуваме тие повисоки духовни вредности, а не да претеруваме, како што се случува во западниот начин на живење. Што повисоко, што повеќе, што помокно, што повеќе пари, што посилни успеси, што помокни страсти и ние само се тркаме и го губиме времето во трката, не се посветуваме на себе си, не размислуваме за задоволството на духот и душата и автоматски еден ден сваќаме дека животот поминал покрај нас, а ние најмалку сме го живееле тој живот.
Така, професоре. Исто така во новата книга споменувате и за како да се ослободиме од ниските страсти. Како народот, човекот да се ослободи од ниските страсти и да почне да функционира од тие така наречени повисоки центри, како што ги нарекувате, од повисоките чакри, и да не биде врзан толку за материјалното земното. Па ниските страсти се насекаде присутни, на луѓето им е полесно да се приклонат кон ниски страсти. Некој претерува со храната и он живее за да се прехранува, наместо да се прехранува за да живее. А едноставно дава концепт на материјалното, дава концепт на телесното. Нетелесните страсти може да не навлечат и кон тие, би рекол, соблазителни нешта, каде што му даваме предност на гениталната љубов. Нема чиста, длабока, суштинска љубов, туку генитална љубов. Во име на тоа подложност на валкани варијанти. И луѓето стануваат зависни од сето тоа. Значи, ностоп бара ниски страсти, ностоп е жртва на некои влијание на луѓе, на настани, на нездрава храна, на нездрав начин на живење и автоматски колку да му приложиме дека тоа не е добро, тој се преклонува на тие вибрации, бидејќи се навикнал на таа вибрација. И автоматски живее на ниво на тие три чакри, кои што всушност не се поврзани со високиот духовен растеж. Живее на ниво на ниска страст, генитална чакра, полова чакра. Живее на ниво на чакра која е клучна за прехранување, каде што е главно ориентирана на задоволството од храната, на вкусот. Живее на ниво на чакра каде што егото, каде што е суетата, каде што е потребата за материјално трупање, и тој не може да свати дека има повисоки центри со повисока димензија, каде што може да се поврзе со сончевата чакра, која подразбира давање, споделување и љубов. Подразбира енергија, подразбира благопријатност, подразбира некоја од чакрите која укажува на добар говор, на осознавање на вредности, на акумулирање на знаење, па потоа на духовна и интуитивна чакра, па и трето толку на некој начин, колку е отворено, како е отворено, па епифизата, хипофизата. Значи има простор за да се надградува, но ако човек од себе се запостави и подлегне на тие ниски вибрации, тој и ќе привлекува луѓе на ниски вибрации. Зашто гледате, валканоста на душата се иритира од се што е чисто, светло, поштено и позитивно. Зашто валканоста на душата на таквиот поединец инклинира да пронајде сродни на себе си и се наоѓаат или во љубовта, или некогаш овој чистиот светлиов налетува на валканиот за да свати колку себе се потиска и колку себе си не се вреднува, за да овој преку лоши состојби го научи индиректно овој да се зајакне. Не дека тој го учи на вистински начин и не дека тој на некој начин е оној што се вели продуховениот, туку напротив, белото го сретна црното за да преку црното свати колку е вредно белото. Или светлината се претопува со темнината, но на крајот темнината исчезнува ако светлината преовлада. А светлината со што е поврзана? Со духот, со душата, со знаењето, со мирот, со хармонијата. Кои луѓе определени за темното ќе сакаат да бидат со корелација со овакви поединци? Тешко, затоа што се иритираат од светлото, иако ќе сакаат да земаат нивната енергија. И обратно, кој продуховен човек, светлосен човек ќе сака да има работа со луѓе на темното, на валканото? И тука е проблемот. Се создава јас. Луѓе што се светли, духовно воздигнати, што се честни, морални, имаат проблем како да најдат соодветни партнери, соодветни пријатели, некои во работата, затоа што преовладува темното, валканото или она што создава манипулација. И овие луѓе имаат понекогаш потешкоти, но најчесто ќе останат сами отколку да се вплеткаат со овие со црното, со темното. А луѓето на црното, темното сакаат да се приклонат неретко кон позитивци, за да ја цицаат нивната енергија и за да ги манипулираат и всушност за да на некој начин своето его уште повеќе го зајакнаат, но со тенденција на деструкција. И гледате во современиот начин на живење, превладува деструкција на духот, деструкција на вредноста, деструкција на знаењето, уништување на природата. Дали преовладува премоќна негативната енергија? Така да. Значи, Насекаде се соочуваме со превлас на лошото. така, значи доминантна е негативната енергија. Гледате, во име на профитот загадувањето на воздухот. Профитот е битен, па не ме интересира за здравјето на луѓето. Во името на профитот ќе ги исечат сите дрва, ќе загрозат зелената површина, ќе создадат асфалтна џунгла. Не го интересира ни градоначелник, ни планер, ни политичар, ни било кој таму задолжен, дека треба ние да мислиме на животот, а не само да создаваме профити или на поединци да им го
јакнеме банкарско салдо. Значи, ориентацијата е заграби, манипулирај, уништи, деградирај. Сето тоа што создаде? Атак врз добрите, честни, позитивни луѓе. Позитивните луѓе, дали имаат решенија, методи како да се справат? Па сигурно дека имаат. Во книгата не случајно се тие напишани, приложени. Значи, книгата и не е ни скапа, ако ја порачат директно од мене, за 500 денари може да набават. И некои книжарници чини 550 денари. Со читање на една книга, која се чита цел живот, и која можеме секојаш ја преповторуваме, па и да запишеме, добиваме некои сознанија како да се заштитиме од негативци. Како да не подлегнеме на матното. Како да не бидеме константно ориентирани кон антидепресиви како единствен лек од нашата тегобност, мачнина и криза. Не, со јакнење на дух, со осветлување на своето битие, со препознавање на вредноста, со сваќање дека има болки и страдања, но има лек за болките и страдањата. И како нив да ги најдеме, тогаш ние почнуваме да се движиме кон вистинската патека. Професоре, исто така наведувате во вашите книги дека завршува веќе владењето на ерата на рибите и започнува владењето на ерата на водолијата, каде што на колективно ниво ќе дојде до будење на позитивната енергија кај луѓето. Меѓутоа, како сепак да сватиме дека секој мора да превземе одговорност и индивидуално да работи на тоа будење на позитивната енергија? Па, мора да се работи, бидејќи ако не работат луѓето на себе си, ќе преовлада негативната енергија. Сега и религиозно нештата се променија, не сме веќе во ера на рибите, со вртење на образот и со подредување во името на Небесното царство. Сега доаѓа борба на доброто и злото. Сега луѓето треба да се определат, ќе бидат војни на светлината или ќе бидат под удар на кнезот на темнината. Секој со својата определба, првично на енергетско ниво, второ на ниво на свесност, трето на ниво на дела, се определува за страната. Благопријатната страна носи позитивни резултати. Иако навидум негативците на се на сцена, тие доминираат, тие наметнуваат, тие сакаат да им застанат на патот на позитивците, но нештата ќе бидат променети. Ќе дојде до промена на свеста, што се вели еволуција на свеста. Колективната свест ќе отиде еден ден кон подоброто, затоа што човештвото вака не може да преживее. Гледате колку има експлоатација, колку има деградација, колку има егоизам, колку има алчност, колку има ниски страсти, колку има владење од телесно-материјалната основа. А од другата страна, доброто, знаењето, мудроста, како да сакаат да ги уништуваат. Но нештата ќе се свртат. И во Светата книга, Библијата пишува за второто Христово доаѓање, ескатологијата, доаѓа до будење на таа позитивна свест, доаѓа до, што се вели, соочување со последиците од недуховното действување, но и со награда за позитивната определба. Значи, луѓето мора еднаш конечно и да сватат дека и самите се одговорни за нештата кои што се околу нив и во нив. Одговорни затоа што и самите се учесници во создавање на заболено општество. Заболеното општество ги јаде своите деца. Не читаат, не се наградуваат, не ја подигаат свеста, не ја будат позитивната енергија, подлегнуваат на негативното, се претопуваат во матното, последиците се лоши. Затоа мораме да почнеме од индивидуално ниво. А тоа значи како луѓето да ги потикнеме. Повеќе да гледаат вакви едукативни емисии. Еве и да го следат овој канал Нов Асном кој работи на еден, би рекол, позитивен начин, што сака да придонесе за општото добро. Да читаат книги. Еве и моите книги, каде што се е напишано практично, се е напишано во афирмативна патека како себе да си помогнеме, помагајќи си на себе си, да можеме да им помогнеме и на другите. Затоа ние сме тие кои што ќе будиме и свесност, ќе будиме позитивна енергија. Но човекот е тој кој што се определува и бира. Дали ќе го избере позитивното? Негово е. Дали ќе се определи за негативното? Пак е негово. Но треба да знае, секоја определба за негативното ем создава лоша карма, ем христијански гледано, ќе му создаде еден ден соочување со Божиот суд и со моралната одговорност. И на крај, самите луѓе со определбата кон негативното не треба да се изненадат што последиците на колективно ниво ќе бидат несреќи, трагедии, деградирање, загаден воздух, лошо општество, лоши околности на екзистенција. Бидејќи самите во доминантна основа се определиле за злото и за негативноста. Некои се определуваат затоа што се такви по природа, се лоши, користољубиви, алчни и веројатно му слугуваат на нечестивиот. Некои се заблудени, се наивни, се слаби, па полесно подлегнуваат на негативното,
А некои не сакаат да бидат такви, туку едноставно и чекуваат некој да ги поведе кон позитивното. Тие кои што сакаат да бидат поведени кон позитивното, ние преку вакви действија, позитивни емисии со позитивни книги, сакаме да ги привлечеме. А добар дел на луѓето не е во голема што се вели бројка, се веќе војни на светлината. Тие работат во името на општото добро. Тие ќе бидат напаѓани од злото, но они си имаат своја агенда, си тераат кон позитивното, на крај Бог ќе им помогне и секојаш ги штити и им го пределува патот. Професоре, исто така зборувате и за тие емоционални драми во врска со кога доаѓаме во контакт со енергетските вампири. Како да се ослободиме од страдањето, да ги препознаеме кои ни се вистински, кои не ни се вистински пријатели и доколку имаме како некој во наше блиско окружување, како да се ослободиме од тоа лошо негативно влијание. Па тука нема филозофија, туку следење на енергијата. Треба да видиме после средба со одредени лица што е тоа што не празни. Дали сме исцрпени, дали зеваме, дали се чувствуваме празно, дали сме нервозни, дали овој не расположил и така натака. Значи само полека опуштено. Некој човек те полни со својата благопријатност, со својата ведрина. Ни дава сила и сакаме да го посетиме, сакаме да ни дојде на гости, убаво се чувствуваме. Некои луѓе и кои ќе ни дојдат на гости, после одвај чекаме да си отидат, бидејќи едноставно не исцрпуваат. Те, што се вели егоистички определени само да придобијат. Некогаш и ние некаде кај што одиме на гости, може да ни падне шеќерот, да не се чувствуваме убаво, бидејќи тамо не преовладува убавата енергија, дека нешто не е како што треба. Значи само се следи вибрацијата и се анализира. Ако некој нонстоп се жали, тој е лунарен вампир. Се жали, не му е добар животот, тешко му било, никако да му се отвори, што е со децата, како овој партнерот, гледа го општеството, гледа улицата, гледа ги состојбите и постојано фрла еден сноп на негативна вибрација. Колку и да му кажуваме, дека нештата треба да ги догледа и да ги рачисти, и дека има решение, тој никогаш нема да рече, да, стварно може така да се направи. Туку ќе продолжи да се жали. Вреди ли на таков човек да трошиме енергија, да му објаснуваме по 100 пат, први пат, дека всушност до него е состојбата дека он треба да преземе одговорност. Треба да се дистанцираме. Некој друг е соларен вампир. Па е агресивен, па критикува, па наметнува, па секогаш он е во право, па бара другиве да му слугуваат, па едноставно ја црпи енергијата на овој со тоа што му ја снижува вредноста. И овој што е жртва или донатор на енергетскиот вампир, паѓа, тоне, не може да спие, доживува несоница, се чувства послабо, е расејан, деконцентриран и автоматски под удар на енергетските атаци. Треба ли он константно да биде во корелација со тој соларен вампир? Не треба да биде. Иако некои луѓе не може да ги избегнат, ги имаат на работно место, некои ги имаат кај партнерот, па партнерот само шири негативна енергија, некои во семејството, некои во пријателството и така натака. Но во тоа е поентата да прочитат книгата. Јас во заштита од злото и негативните вибрации детално ги опишав енергетските вампири. Таму дадов скоро 13 типови на енергетски вампири. Сега само 2 типа ви ги објаснив. Лунарен и соларен вампир. Но таму има вампир што прави драма. Вампир кој што е емоционален цицач на енергијата. Вампир кој што фактички создава трагични ноти, само негативното го гледа и така натака. Но ги имаме и нарцисите. Нарцисите се посебно приказна во денешто време. Ги пронаоѓаме на социјалните мрежи. Некој ги има и на работното место. Значи, свртени кон себе, само љуби е само тие и никој друг. Такви се и хистрионичните личности. Тие се премногу драматски. Затоа се вели некој што глуми, некој што има потреба од виденост, некој што постојано бара да му ставаат лајкови и така натака. Значи, тоа се луѓе каде што преовладува јас и само јас. А од другата страна, ако ние влеземе во релација со нив, тогаш каде ќе биде нашето јас? Тоа ќе се обидат да ни го снижат, да не стават, што се вели, во подредена ситуација. А зашто ние да не се цениме и сакаме самите себе си? Зашто да не ја подхрануваме, подигаме својата енергија? И зашто да не се заштитиме себе си од енергетските вампири? Зар ние не вредиме, немаме капацитет? И зар ни се неопходни тие луѓе
за да едноставно бидеме во корелација со некого. Па подобро биди само отколку со оној кој што те уништува, те деградира, ти ја зема енергијата. Но цела оваа филозофија бара една подлабока елаборација и затоа и препорачувам да ја прочитаат оваа книга Будење на позитивната енергија, за да се свртат кон позитивната енергија. Иако нели една од концепциите, види од каде произлегува негативната енергија, заштити се, дистанцирај се, тогаш многу повеќе и подлабоко можеш да практикуваш позитивната енергија. Професоре, зборувате исто така за ставање на фокусот кон себе си и на битните работи во животот. Како да не го одлекуваме фокусот од негативни работи кои што постојано ни ја црпат енергијата, туку да го ставиме фокусот на себе си и со тоа да изградиме една посрекна и попозитивна иднина. Па еве сега гледате. Имаме фокус. Фокус да гледаме неубаво, да се лепиме на неубаво, да се заглупуваме, да се свртиме кон површноста и да бидеме како мнозинството. Ставаме фокус на недостиг, ставаме фокус на негативна вибрација. Или правиме фокус кон позитивно. Фокусот може да биде кон реката, кон сонцето, кон ветерот, кон убавата храна, кон здравите односи, кон читањето, кон надградбата, кон духовноста, кон молитвата, кон позитивното што те крепи. Значи, тоа е нашиот однос кон нештата надвор од нас. Но уште побитно е каков е фокусот кон нас. Значи, гледате, имате надворешни нешта кои се неубави и ставаме фокус на се што е слабост. Се вртиме кон она што е предност убаво, хармонично, ставаме вредност на се што е добро. Но понекогаш тоа што е добро ќе го нема, па може малку да се разнепитиме. Затоа велиме, ставај го кон позитивното надвор од тебе, но не како копнеш. Но најмногу ставај го фокусот кон себе како вредност. И тогаш ние сите треба да се погледнеме себе си во гледало и да видиме со каква личност ние се соочуваме. Може ќе се анализираме од физички аспект. А кој човек не се менува со текот на годините? Значи, ако ставаме премногу фокус на физичкиот аспект, може да се разочараме. Ако ставиме фокус на енергијата со која зрачиме, може да се надградуваме, а може да се подобриме. Зашто реално ќе ја видиме нашата енергетска состојба. Па може ќе видиме дека нешто сме изморени. Тоа значи ни треба релаксација и опуштеност. Па може ќе видиме дека нешто од нас зрачи, имаме ведрина. Дали тоа ни создава само добар поттик за понатак? Така. Значи, ние треба да следиме нашата енергија, состојбата на нашата аура, тоа не можеме да го видиме, можеме го почувствуваме. Но пред се, состојбата на нашиот дух. И тогаш со ставање фокус на себе се, но низ позитивна рамка, ние се себе подхрануваме, себе надградуваме. Значи, во тоа е излезот и во тоа е решението. Гледај се себе си некогаш и со објективни очи, може ќе видиш нешта кои треба да ги подобриш и поправиш, но гледај се себе си со афирмативни очи, затоа што треба себе си дадеш поттик, треба себе си да си дадеш волја. На крајот ќе нема кој нам да ни даде волја и поттик. Затоа што другите луѓе се соочуваат со проблеми. Некои се злонамерни, некои така функционираат, само бараат слабости. Зашто ние да се подлегнеме на надворешниот фактор? Ние треба да почнеме да работиме на внатрешниот фактор. И затоа и една од моите препораки е читање книги. Ќе се најдат информации, ќе се пробуди свесност и тоа што ќе се прочита може да се запише во тетрадка. Па потоа читање преку тетрадката. И автоматски создаваме навика на афирмативно. Гледање емисии кои подхрануваат. Гледање, да не речем, аналитичари кои што мотивираат. А не ние подлегнуваме на разни квази политички аналитичари, се полниме со негативна енергија. Ние следиме некои со невладени организации со странски пари, а не знаеме тој за кого одработува, односно знаеме и тој не полни со неубава енергија. Ние постојано сме жртви на разни политичари и очекуваме од нив спас, а тие всушност најчесто гледаат за собствен интерес. И ние фокусот го ставаме кон надвор. Мислиме ќе научиме нешто од аналитичаров, а тој одработува. Очекуваме од политичарот, а тој искористува. Бараме од блискиот, а тој се изнемоштува. И ние на крај се соочуваме со неможност да функционираме на правилен начин, бидејќи фокусот е ставен кон надвор. Не, фокусот е ставен кон внатре. Најди време за читање, опушти се, тишина, смиреност. Отиди во природа, подхрани се. Слушај автори или гледај емисии кои што ќе те збогатат на духовен план. И создаваме нова аура, нова енергија, подобар однос кон себе си. На крајот со таквото нешто ние од старт ќе ги препознаеме и валканите луѓе, и неубавата енергија, и наметнувањето на површност на заглупувањето. Ќе ги дистанцираме од себе си. Значи,
И најдалечниот пат почнува со првиот чекор. Првиот чекор мора да биде однос кон себе и фокус кон себе. Ви благодарам за тоа што не седевте на каналот Нов Аслом, каде што извршивме презентација на новата книга 13-та поред Будење на позитивната енергија од професорот доктор Зоран Крстевски, каде што изобилува со методи и начини како да се ослободиме од секојдневното страдање. Ви благодарам, пријатно.